Добар ден и добро дојдовте, почитувани, во најновото издание на ова отворено Студио 1, кое што почнува 14 часот, а завршуваме некаде околу 23 часот. Јас сум Владко Чаловски, ова мојата колешка Јана Јосифовска, која што во продолжение ќе ни каже што е оно што ќе го гледаме во денешното издание на Студио 1. Така, добар ден и од мене, добре дојдовте во нашето маратонско отворено студио. Стандардно, односно ќе ги погледнеме оние најинтересни, највпечатливи извадоци од вчерашните разговори направени тука во студиото со колегата Александар Чомовски. Секако гледаме и дел од авторската емисија Правда и неправда со колешката Гордана Дувњак и нејзините гости поврзани со нотарските услуги, што и тоа како крена многу бука, ако може така да се каже, и прашина во јавноста. Веднаш потоа во 14 часот и 30 минути во отвореното Студио 1 продолжуваат вестите со колегата секако Игор Стефановски. Јас и Чаловски се враќаме повторно во 15 часот и 20 минути, каде што ќе биде терминот посветен на анализата на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Повторно во 16 часот ги имаме најновите информации и вестите. За веќе во 17 часот јас и Чаловски за гостин да го имаме тука во студиото Војо Иванов, добро познат, вие верувам, на поголемиот дел зоонеговател од Скопската зоолошка градина. А поводот секако каде што ќе отвориме и телефонски линии, онаа наезда на змии, како што затоплува времето што се појави особено во главниот град, па еве Војо ќе ни соопшти како може да се заштитиме и кои се надлежните институции каде што може да пријавиме, бидејќи имаше многу граѓани каде што пријавува случаи на појава на змии во нивните домови. Од некаде 17 часот и 35 минути до крајот на овој блок, тука во студиото со нас ќе биде колешката Лепа Џундева. Ќе анализираме околу оние најнови моменти со добивањето на датумот на преговори со Европската Унија. Знаеме, дел од државниот врв веќе во Брисел и секако она што вчера исто така предизвика огромно внимание подгоричкиот клуб, кој што имаше една конференција, се појави и екс-председателот Бранко Црвенковски и секако за окружување на тој блок ќе го погледнеме интервјуто на Џундева со екс-премиерката на Хрватска Јадранка Косор. Таа има и тоа како што да каже во овој однос околу нашите евроинтегративни процеси. Веќе од 18 часот и 15 минути, добро ви е познато, стартува забавниот дел со нашите ексклузивци Стефан и Нина. За веднаш потоа да го имаме нашиот Сергеј Варушлија со неговиот блок Мода. 19 часот и 20 минути. Ова отворено маратонско Студио 1 секако продолжува со колегата Борјан Јовановски. За старт гостинка е Ана Чоловиќ од невладината Екосвест, а тематиката е секако светскиот ден на екологијата, меѓутоа и сите оние перипетии повторно со Охрид, дали ќе остане заштитен од УНЕСКО. 20 часот, време за централниот дневник на 1 ТВ, ќе гостува Малинка Ристевска Јорданова, која што е директорка на Институтот за европска политика, а ќе се анализира посетата на премиерот Заев и дел од владиниот тим во Брисел. 21 часот, авторската емисија Печат на неделата со колегата Сашо Ордановски. Борјан Јовановски повторно се враќа во блокот од 22 часот со неговиот гостин Илија Димовски од ВМРО-ДПМН. По подолго време се појавува Димовски во јавноста, па ќе се зборува секако за оние актуелни теми од внатрешната политика и ова маратонско отворено Студио 1 секако се заокружува со вестите во 23 часот. Така, успехот на ракометниот клуб Вардар, кој што стана шампион во Европа по втор пат, донесе неизбежна еуфорија и радост во државата, меѓутоа како да ја отвори една стара рана, тоа се оние националистички скандирања, говорот на омраза, иако се работи за помала група која што го прави тоа, сепак се поставува прашањето дали државата може, односно народот кој што живее во оваа држава,
едноставно да биде сплотен, синхронизиран и да ги има истите пораки во време на радост и среќа, и тој говор на омраза воопшто да не постои, туку да навиваме со страст и љубов кон еден клуб кој што би требало да ја донесе нели среќата за секој еден во држава, со оглед на тоа што не ни се толку чести таквите успеси на европски па и на светски план. Чомовски овде во студиото разговараше со деканката на Факултетот за физичка култура Ленча Алексовска, како и професорот и судија Лазар Нанев анализираа на оваа тема. Ние само гледаме дел, а целиот разговор на 1tv.mk или на сајт, односно на каналот на YouTube на 1tv. Прво што сакам да чуем од вас како спортисти, како проследувачи, како ентузијасти и така натаму, што видовте синоќа? Како го доживеавте Вардар и навивањето и пречекот? Да, навистина големи емоции, голема гордост, убавина, среќа. Значи, бевме горди што сме дел од оваа држава, бевме горди на овие момчиња, во кои што некој верува, а некој не верува дека ќе се стигне до овде. Тоа е една порака, секогаш треба да го следиш, и кога му е тешко на некого, и кога оди напред. Вчера покажавме дека може Македонија да биде единствена, дека сите можеме да навиваме како едно. Покажавме дека имаме можност за големи манифестации, покажавме можност дека имаме шанса за големи освојувања, да бидете европски првак. Па ја не знам дали Македонија во нешто друго е европски првак. Така да И тоа повтор пат за 3 години. И тоа повтор пат за 3 години, значи капа доле на спортистите, на менеджментот, на сите тие луѓе. Сигурно безброј луѓе се вклучени во целата оваа структура. Честитки за Самсоненко и за сите оние што ја водат што го водат овој клуб. Навистина чувствувавме нека тарза, не знам што да кажам, кога отидовме на плоштадот, толкава маса на луѓе собрани, и тоа собрани само иницијативно, по ничија директива, а тоа го може само спортот. Бидејќи спортот е една активност која што обединува, која што значи толеранција, која што значи еден природен развој, и затоа оваа држава мора да му се посвети многу на спортот, затоа што ако стакаме здрави деца, ќе имаме здрави адолесценти, здрава нација и здрава држава. Нанев, како вие ја доживувавте вчерашната, да речем, социјална, спортска манифестација на Скопскиот плоштад? Добро вечер, ќе ми дозволите на почетокот со оглед на тоа дека денеска е празник да им го честите на граѓаните од исламска вероисповест. Празникот Рамазан Барјан, и се разбира огромните честитки за ракометните херои, за ракометниот клуб Вардар. Ги испративме како аутсайдери, ги дочекавме како шампиони. Знаете, се уште чувствувам силни емоции како спортски работник и како граѓанин, кој што го чувствува тоа огромно задоволство, кој што се покажува економска инвестиција во државата е ракометниот клуб Вардар, бидејќи тој представува една симбиоза, едно единство на Европа во мало или Западен Балкан во мало, со присуството и учеството на ракометарите кои што доаѓаат од цела Европа. Знаете, кога тие споделуваат радости, кога споделуваат знаења, вие морате да се чувствувате како горд граѓани на оваа држава, односно како горд македонец кој што преку емоциите, преку спортското бодрење и преку спортското знаење продавате или нудите еден производ кој што ве препознава и како нација, меѓутоа ве препознава и како една моćна европска ракометна сила. Тоа навистина е еден огромен предизвик кој што досега пленеше или беше предпознавли за најголемите европски западни цивилизации. Тука дефинитивно се покажа дека нашата држава има сериозни капацитети
кои што во наредниот временски период мора да се задржат за сметка на она што го и покажавме во изминатиот временски период. За 3 години да донесете во држава која што е мала, би рекол, непретпознатлива, според нели површината и според учеството по група на жител во масовниот спорт, ние некаде имаме 10 до 15% учество во делот на вкупниот број на жители. Тоа е релативно мала бројка да создава и промовира европски прваци. Навистина треба да бидеме сите горди како држава и како граѓани на оваа држава. А дали нотаријатот е всушност гарант на правната сигурност или можеби на некој начин соучесник во криминалот? Ова беше главната тема во вчерашната авторска емисија Правда и неправда на Гордана Дувњак. Зборува о нотарите Олга Димовска и Насер Зибери, бидејќи де факто, особено последниве години во земјава, оваа нивна фел, односно нивна бранша, нема добар имидж, односно има лош имидж. Многу има од граѓаните кои што реагираат во однос на нивните нотарски услуги и спроведувањето. Како би се подобрило нивното функционирање и злоупотребите и кои се ставовите во однос на како да се подобри нивниот имидж? Слушаме дел од вчерашниот разговор. Често пати граѓаните ги мешаат застареноста во однос на датумот, односно времето кога е утужена една сметка и времето кога е донесено решението. Тоа е проблемот. Да, ова е проблемот. Значи, ако една сметка е утужена благовремено во рокот предвиден со закон, а стигната е кај нотарот после 10 години од страна на судот, тоа не значи дека е застарено. Да. И тука граѓаните ги ставаме во заблуда, односно се бунат зошто добив решение од нотарот за сметка пред 10 години. А тоа е всушност решение од судот. Така. Кое што со законот само се пренесе. Ама значи утужена е таа сметка и нотарот мора да постапува. А за овој проблем што претходно кажа за антидатирање, имате слушнато за такво нешто? Не, немам слушнато, ама имам слушнато нешто друго. Дозволете ми само. Значи, во делот на носењето на нотарскиот платен налог, нотаријатот има проблем. И јас и колешката Олга сме поборници како да го решиме тој проблем и во рамките на управниот одбор јас кажувам дека сум станал и дежурен, зашто секогаш го покренувам тоа прашање. Ама со право. Да, со право. Последниот пат колешката Олга и написмено упати забелешки на извештајот на Министерството за правда, каде сметаме ние дека треба да има интервенција. Значи, платните налози. Точно е дека во минатото, а гледаме дека и актуелно тешко се надминува проблемот, се групираат кај одреден број на нотари. Значи, сметките за неплатена водарина, комунал, парно, електрична енергија, значи, се концентрирани во еден мал број на нотари. Во минатото тоа беше екстремно изразено, каде што тројца, четворица нотари во Скопје добива со хилјадници предмети. По 5-6 предмети. Што значи тоа? Тоа прво ги теретиме еден мал број на нотари со предмети каде што они немаат ни простор, ни можност, ни капацитет, ни стручен, ни технички, тоа навреме да го реши, а се доведува во прашање и квалитетот на решението. Прво. Второ. Финансиски, дозволете, зашто ова е сериозен проблем и тука се грото на забелешките на граѓаните. Се стимулираат некоректно финансиски само одреден број на нотари по пат на доделување на такви предмети. Трето, неравномерно работат нотарите во рамките на едно судско подрачје. Кој е мотивот да се стимулираат одредени само нотари? Мотивот го знае тој што го прави тоа и евентуално тој што го добива тоа властување. И не остави ли тоа простор, дозволете, за евентуални корупциски действија во кои што влегуваат нотарите? Не можам јас да тврдам дека има такви, но како перцепција постои.
Така. И тоа е нотирано дури и од страна на Европската комисија, дека треба да се напушти ваквиот начин на доделување на нотарските платни налози, зашто представува извор на корупција. Затоа што истото се Дозволи, случува Гордана, и дозволи. со банките. Да, дозволи. Одредени нотари се врзуваат со определени банки, И- па и нотарот, па ние- банката ви одредува кај кој Ни- нотар сакате И да ние одидете. добиваме многу лош впечаток. Дури и реален, не е ова веќе перцепција, дека одредени нотари стануваат богати, а одредени нотари ги затварат канцелариите. Ние оваа година имавме 3 случаи каде што нотарите поднесоа оставка, односно се откажаа од службата. Не можат да ги издржуваат своите канцеларии. Бидејќи нотарскиот платен налог е овластување од јавен карактер, бидејќи се тужат сметки кои ги издаваат јавни предпријатија, а јавното предпријатие значи е јавен ресурс, мора државата да води сметка дали пропорционално го распределува работењето на платните налози кај нотарите. Во спротивно, значи, постапува надвор од она што е правило. Тоа е прво. Второ, ќе го урамнотежи обемот на работа кај нотарите. И трето, граѓаните понавреме ќе ги добијат решенијата и со тоа, значи, и нема да им оди камата и по квалитетни решенија. На кој начин тоа може да се На направи? кој начин? Има земји кои тоа го имаат решено. Како? Тоа е, например, со Црна Гора, тоа е, например, со Хрватска, земји кои имаат дури малку поголема традиција со нотаријатот. Како поправилно да се распределат Тоа значи, предмети? бидејќи ова е јавно овластување, а произведува јавни ресурси, мора владата, односно државата, да најде инструмент како тоа да го реши. Како што е, еве, еден од начините се оставинските предмети. Оставинските предмети ги добива, значи граѓанинот поднесува предлог до судот, судот ги распределува по електронски пат рамномерно кај сите нотари. И ниту еден нотар нема да најдете не во Скопје, во цела држава кој ќе има забелешка за тоа дека добива помалку или повеќе оставински предмети. Нека се превземе моделот таков. Нека се најде правен инструмент со кој државата ќе ги принуди, значи, доверителите, јавните предпријатијата кои вршат јавни овластување во име на државата, распределбата да ја направат. Може еден од начините, еве ќе ви спомнам како што е во Хрватска, преку нотарската комора. Па нотарската комора ќе го распредели. И кој службеник у нотарската комора ќе се осуди да направи тука малверзации и да има неравномерно распределба на предметите. Кога генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг е повеќе од 2 дена во државата, а државата е пред портите на НАТО алијансата, тогаш се случува еден посериозни разговори од кои што треба да произлезат некакви реформи на патот кон НАТО. Се поизвестно е дека државата треба да биде полноправна 30-та членка на оваа воена алијанса. Овде во студиото анализа на Чомовски со владиниот главен координатор за НАТО, Дане Талевски, зборуваа за тоа што после Столтенберг. Што Столтенберг, кога го придржувавте овие 48 часа, ви остави како сигурност дека Македонија е членка е влезена во НАТО со сигурност. Добро вечер, благодарам за поканата. Навистина беше убави 48 часа кои се надоврзаа едни на други, почнувајќи од посетата на Северноатлантскиот совет предводена од генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Тие дојдоа тука да испратат една политичка порака, а тоа е дека заедно да ставиме печат на нашето известно членство во НАТО. Република Северна Македонија ќе биде 30-та земја членка на НАТО. Ние сме во процес на финална интеграција во НАТО. Има документ кој што е програма за континуирани реформи, кој што опфаќа одредени области, политички критериуми, реформи во безбедност и одбраната, придружување наше кон документи, правила и процедури на НАТО, разни договори кои важат за земјите членки на алијансата и ние тоа го тераме, добро го правиме.
На заедничкиот состанок им даден последен статус до каде сме, а од страна на НАТО и од сојузниците беа изразени многу силни едногласни пораки за наша поддршка за се поизвестното членство. Она што останува ние имаме период да ги завршиме и да ги продолжиме реформите. И тоа не застанува со моментот на наше членство во НАТО. Ние имаме обврски и понатаму да ги подобруваме работите. Одбраната и безбедноста да ни бидат помодерни, посовремено опремени, подобра соработка да имаат со силите на НАТО, демократскиот систем подобро да функционира, и тоа беше подвлечено. НАТО не е само безбедносна алијанса, туку и политичка алијанса, така да политичките темели мора и кај нас да ги зацврстиме. Да останеме само уште малку на политичките темели, ќе се вратиме во контекст на Европа. Столтенберг вели, вие сте подготвени со се што уште ви преостанува да завршите. Значи не е тоа спорно. Прашањето што помалку не прави нервозни. 14 веќе ратификува, американците би требало по сложената процедура. Што правиме со другите влијателни? Влијателна петорка од кого зависи на одреден начин и забрзаното темпо на ратификација на македонскиот протокол. Ратификацијата во секоја земја членка на НАТО зависи од националните постапки и процедури. Таа секаде е различна. Некаде е слична како кај нас, што оди, например, се освојува документ на влада, се пушта во собрание, во релевантната комисија треба да биде усвоен, па изгласан на пленарна седница, ама некаде е поразлично, само владата е доволно, некаде има кралеви формално кои треба да ги потпишат документите, секаде оди, спомнавте 14 веќе се завршени, имаме најави дека во следниот месец најмалку 2 ќе завршат, значи ние веќе сме до пола, за 3 месеци стасавме до пола од земјите членки кои треба да ратификуваат. Останатите половина кои треба да ратификуваат, сите ги имаат започнато постапките, има најави дека би можело тоа да се заврши до крајот на годината. Ама е неизвестно и неблагодарно да се предвидува. И на крајот од денот, ако заради било какви внатрешно политички моменти неповрзани со нас, во земјите членки на НАТО се продолжи, односно процесот на ратификација заврши не крај на 2019, туку почеток на 2020, тоа нема ништо да значи за нас од суштински аспект. Ова што сакав да кажам, ние веќе се интегрираме во НАТО, не само по реформите дома што ги правиме и НАТО што ги следи, туку се повеќе почнуваме со нив да соработуваме како сојузници. Луѓето кои служат во мисијата на Република Северна Македонија при НАТО се повеќе учествуваат како партнери и сојузници на заедничките работни состаноци кои НАТО ги има. Алески, што е со Турција? Со Турција моментално имаат избори, се уште не се завршени. Има повторено гласање во Истанбул. Очекуваме крај на јуни да продолжи турското собрание да функционира и договорот односно протоколот за ратификација да се влезе во парламентарна процедура. Сите најави и пораки кои доаѓаат од Турција се дека навремено ќе го ратификуваат нашиот протокол. Ципра се плати цената на Преспанскиот договор по катастрофалните избори на локално ниво и регионалните и регионите. Дали таа промена и очекуваното враќање на Мицотакис, на династијата Мицотакис и Бакојани, внукото во Атина е од тоа семејство, може да предизвика било каква трошка сомневање не во однос на Преспанскиот договор, туку на забавување на процесите на ЕУ и НАТО интеграцијата на Северна Македонија? Во однос на НАТО не може никако. Бидејќи грците беа првите кои што го ратификуваат протоколот за членство, и во однос на ЕУ е неизвестно, бидејќи сега моментално Грција е еден од нашите најголеми сојузници и поддржувачи за да отвориме предпристапни преговори со ЕУ. Имаме одлична соработка со владата на Ципрас. Изборниот резултат нејасно е на што се должи, не е тоа секога внатрешните прашања, економијата, реформите, трудот и социјалата, но во секој случај
резултатите беа неповолни за владата. Доколку дојде до промена, ние градиме стратешки односи, сакаме да имаме стратешко партнерство и пријателство со Република Грција. И ние предпоставуваме, и ние, владата предводена од премиерот Заев, и грците, владата предводена од премиерот Ципрас, дека во одреден момент ќе се промени политичкото раководство и кај нив и кај нас, ама блиската соработка, темелот на пријателството и стратешкото партнерство поставен со договорот од Преспа треба да се почитува, да се развива и да се унапредува, и тоа е во интерес на двете земји. Да, секогаш многу анализи, калкулации во однос на она нешто што буквално веќе години наназад, па и во предстојниот период ја обседнува македонската јавност, евроинтегративните процеси, еве различни главни аспирации. Така, да. Сите оние државни чинители на долго време работеа на ова и секако она со што се бавиме и ние од новинарски аспект, до каде сме и дали конечно во иднина ќе го добиеме датумот за отпочнување на преговорите и секако да, останува да анализираме и што по Столтенберг, до каде сме на патот кон НАТО. Со оглед на тоа што НАТО е се поизвесен, Европската унија е веројатно прашањето кое што сите немачи. Меѓутоа, да, рековме дека ќе се занимаваме со овие теми во иднина. Вие останете со еден ТВ, како што напоменав. Јас и Јана се враќаме околу 15 часот и 20 минути во ова студио и денеска, како и секој пат, ќе продефилираат многу гости и многу различни теми. Што е следно? Така следуваат вестите на еден ТВ со колегата Игор Стефановски. Останете со нас.